Насловна страна на денешниот дневник. Охридската детска градинка располага со стручен кадар. Започнаа уписите на Охридските факултети. Маестро Симон Трпчевски приреди концерт за паметење. Заврши 61-то издание на Струшките вечери на поезијата. Целосна забрана на русите за влез во Европската Унија – лоша идеја. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во првата половина на денот претежно сончево со локална облачност и топло време со измерени 25 степени Целзиусови. Попладне и вечерта нестабилно со локални врнежи од дожд и грмотевици, како и појава на невреме. Утре над Алпите, на северо-апенинскиот полуостров, над централните и јужните делови од Балканот, како и во североисточна Европа. Локални врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите делови од стариот континент претежно сончево со локална облачност и релативно топло време. На Балканскиот полуостров во вторник умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Локално можни услови за појава на невреме. На крајниот север и крајниот југ од полуостровот времето претежно сончево со локална облачност. Максималните дневни температури од 23 до 35 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник во утринските и предпладневните часови времето претежно сончево со локална облачност и топло. Попладне развојна нестабилност, нестабилно време, услови за дожд, грмотевици и ветер. Локално можна појава на невреме. Минималните од 12 до 20, максималните дневни температури во Македонија во вторник од 23 до 32 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник предпладне претежно сончево, попладне нестабилно со врнежи од дожд, грмотевици и услови за појава на невреме со доумерен североисточен ветер, минималната 16, дневната 25. Во среда, четврток и петок во прва половина од денот, времето претежно сончево со локална облачност, попладне нестабилно со врнежи од дожд, грмотевици и појава на невреме. Минималната температура 15, односно 14, дневната 24, 25 до 22 степени Целзиусови. Танжу Шашко, Dent in Aesthetics, вработува доктор стоматолог за работа во општа стоматологија. Работно време од 10 до 17 часа, од понеделник до петок. За сите останати услови јавете се на телефон 046 25 71 50 и 070 24 90 91. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охридската градинка располага со стручен кадар. За децата кои имаат потешкоти во развојот се ангажирани дефектолог, логопед, педагози. Отворени се за помош на родителите кои имаат дилеми без разлика дали децата им се сместени во градинка или не. Охридската градинка Јасна Ристеска располага со стручен кадар. За потребите на децата кои се згрижуваат во 9 објекти кои се дел од градинката, на располагање им се дефектолог, педагог, логопед, музички педагог, напоменува директорката Ирина Милеска. Се почесто се забележуваат деца кои се запишуваат во градинка со потешкоти во развојот на различни возрасти. Современиот стил на живот, користењето на технологијата и отсуството на родителите од домот доведуваат до развојни проблеми кај децата. Воспитувачите среќаваат деца кои имаат проблем во зборувањето, имаат намалена концентрација и зголемена агресивност. Градинката вложува во стручен кадар за да им помогне, напоменува Милеска. Отворени сме за соработка со родителите кои имаат потреба од стручни работници, ќе му помогне без разлика дали ги користат услугите од градинка или не ги користат. Тука сме отворени за совет, за препорака, за мислење. Мислам како градинка сме отворени. Секој родител кој има некаков проблем или прашање, слободно може да се обрати во градинката, ќе излеземе присред за секој родител. Препораката на стручните лица е децата под 2 години да не користат мобилни телефони, од 3 години до 5 да користат само 1 час дневно, а од 6 нагоре не повеќе од 2 часа. Родителот треба да го потикнува детето да игра и да користи фацијални експресии, говор, звуци, кратки реченици. Исто така, воспитувачите забележуваат зачестена прекумерна телесна тежина кај децата. Од градинката Јасна Ристеска најавуваат ангажирање и на педагог по физичко воспитание кој ќе работи со ротација во сите објекти на градинката. Педагог по физичко воспитание си ја изработуваат програмата и си се водат според програмата, нормално според возраста и способностите на дечињата. Бидејќи имаме згрижуваме дечиња од 0 до 6 години, нормално во јаслениот дел немаме физичко. Децата во градинскиот дел од 2 до 6 години нормално дека ќе имаат физичко воспитание. И досега воспитувачките тимови од градинката се грижат за физичкото здравје на децата, вели Милеска. Во зависност од временските услови ги активираат децата на физичка активност со шетање во природа, игри во дворот на градинката или со гимнастика. Започнаа уписите на Охридските факултети. На Факултетот за туризам и угостителство првиот уписен рок е на 29 и 30 август и има 347 слободни места, а на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле уписите траат од денес до 31 август и има 440 слободни места. На Факултетот за туризам и угостителство оваа академска година може да се запишат 347 студенти. Тие може да избираат меѓу следниве студиски програми: туризам 80 слободни места, осигурување 63, царина и шпедиција 68, менеджмент во услужен сектор со 4 профили: финансиски, промотивен менеджмент, менеджмент во култура и логистички менеджмент 48 места, гастрономија 24 и хотелско-ресторански менеджмент 32 слободни места. И оваа година активни ќе бидат студиските програми на англиски јазик на насоките туризам и царина и шпедиција, а ќе може да се запишат по 16 студенти. Доколку не се исполнат квотите, вториот уписен рок е на 14 и 15 септември, а третиот на 26 септември. На Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле пак може да се запишат 440 студенти на некои од студиските програми на 5 факултети: компјутерски науки и инженерство, комуникацијски мрежи и безбедност, машинска интелигенција и роботика, применет информатичко-комуникацијски технологии, влада, бизнис и култура, информатички системи, визуализација, дигитална мултимедијална и анимацијска техника, информацијски и комуникацијски системи за бизнис и менеджмент. Првиот уписен рок на Универзитетот Свети Апостол Павле ќе трае 3 дена: 29, 30 и 31 август. Вториот уписен рок е на 19 и 20 септември, а третиот на 28 септември.
Чудото од дете Марко Печиновски викендов испиша нов историски успех. По речиси 22 часа пливање, успеа да мине неверојатни 64 километри во Охридското езеро, пливајќи вдолж и попреку на релација Охрид-Струга, Свети Наум Охрид. Успехот на Марко е дотолку поголем поради здравствениот проблем – инфаркт на коска на долните екстремитети, поради што тој плива само со раце. 16-годишниот Марко Печиновски од Охрид е пливачки херој кој испише уште еден историски успех. Викендов по речиси 22 часа пливање успеа да мине неверојатни 64 километри во Охридското езеро, пливајќи вдолж и попреку на релација Охрид-Струга, Свети Наум Охрид. Тој започна со пливање саботата нешто пред 12 часот напладне, а неделата пред 10 часот пристигна на Охридското пристаниште. Аплаузите и повиците од насобраните граѓани го кренаа од водата и успеа со кренати раце да ги отпоздрави. Овој негов подвиг Марко го посвети на неговата прерано почината мајка. Како се чувствуваш? Супер. Уморно. Што беше за тебе најголем проблем? Што ти го тежнуваше ова пливање од околу 64 километри? Појќе работи, не знам. Појќе работи. Што овој подвиг за тебе значи? Што ти беше мотив ова да го направиш? Да се поправам грешката од 2019. Предпоставувам и друга некоја мотивација имаше за овој подвиг. Ти си пример за многу млади. Да, мама. Која делница беше најтешка во пливањето, бидејќи цела ноќ пливаше? Сите беа подеднакво тешки. Пливаше преку ден и ноќ, под сонце и месечина, следен од неговиот тим и официјални наблюдувачи кои го верификуваа подвигот. Со ова Марко ги комплетира најавените 10 препливувања на разни релации на Охридското езеро во вкупна должина од 250 километри, нешто што досега никој го нема направено. Успехот на Марко е дотолку поголем, бидејќи поради здравствени проблеми, инфаркт на коска на долните екстремитети, тој плива само со раце. Марко пред 3 години направи подвиг за паметење, откако за околу 9 часа го преплива Охридското езеро од Свети Наум до Охрид. Тогаш тој беше најмладиот пливач која препливал таа релација, со што влезе меѓу легендите на пливачкиот маратон. Концертот на Симон Трпчевски во село Збажди го посетија над 3000 посетители. Во Струшка, Малесија, одекнаа звуците на Македонисимо на местото викано Кутел на над 1000 метри надморска висина. Нашиот светски познат уметник покажа како се сака татковината приредувајќи концерт за паметење, кој се случи во предвечерието на празникот Успение на Пресвета Богородица. Низ високите зелени падини и шуми на Караорман, во родното село на неговиот татко, безпрекорно беше организиран концерт за паметење, а музичарите разменија незаборавна енергија со роднините, пријателите и љубителите на музиката.
Лесија, добра вечер Македонија. Кој би рекол да знаете само каква е прекрасна гледкава од оваа страна на сцената, од оваа страна, што ви рекле овде, одредени чиниш невозможни мисии, всушност се многу возможни, заради тоа што се случуваат од срце, со срце. И денеска мене ми е многу чудно, да речам, од една страна, заради тоа што моите прекрасни колеги секогаш ми велат: абе, како многу да зборвиш на сцена. Ама како да не зборувам денеска, кога после толку настани низ светот и концерти и представувања на овој проект на 8 други светски јазици, денеска за прв пат го зборувам и го објаснувам на својот македонски јазик. Ај што ни е наш, туку и убав ни е. Зборовите сигурно ќе видат малку отпоќе вечерва, ама мене душава ми пее. И јас сакам да го кажам оно што го чувствувам. Многу ми е мило. Денеска сме особено среќни што го представуваме проектот Македонисимо за прв пат во Македонија, после толку многу концерти низ светот, после една долготрајна тема што тлее во нашите срца, и дамнесна желба ова да се оствари, овој проект на софистицирани аранжмани на македонската народна музика, ора и песни во под перото на нашиот македонскиот композитор Панде Шахов, кој што е денеска со фамилијата овде од Англија и од Франција. А кој што исто така има потекло од Охрид. Така што, навистина сме исклучително среќни што имаме можност нашите длабоки корени за прв пат да ги представиме во една исклучително автентична околина во која што јас пораснав, во која што многу од ова почна да од многу возбуда и од емоција почна да се случува, ништо се е во ред, каде што јас сум ја научил сршта на народната музика, која што зборува за кодот на еден народ. И навистина не можеше да се случи нешто поубаво од ова прв пат вечерва да сме во Збажди, во ова околија Малесија, која што во себе носи толку многу истории. Со поетското читање Мостови и врачување на наградите Златен венец, браќа Миладиновци и Мостови на струга, синоќа свечено беше затворено 61-то издание на меѓународниот поетски фестивал Струшки вечери на поезијата. Заврши 61-то издание на меѓународниот поетски фестивал Струшки вечери на поезијата. Годинешниот лауреат, јапонскиот поет Шантуро Таникава, поради поодмината возраст не присуствуваше на фестивалот, а признанието во негово име го прими неговиот син, истакнатиот јапонски композитор и пианист Кенсаку Таникава.
Наградата Браќа Миладиновци за 2022 година за најдобра поетска книга меѓу двете фестивалски изданија му беше врачена на македонскиот поет и книжевен преведувач Зоран Анчевски за збирката Збунет и компас. Признанието Мостови на струга што УНЕСКО и Струшките вечери на поезијата го доделуваат за најдобар поет дебитант му беше врачено на италијанскиот поет Джераро Маздучо. Директорот на Струшките вечери на поезијата Тодор Четасевски задоволен од годинешното издание. Можам да кажам дека сум задоволен од изданието. Фестивалот по две последователни изданија во изминативе години во услови на ковид пандемија. Оваа година се врати во препознатливиот формат. Освен во обичаените публикации, оваа година ја издадовме антологијата Музика секогаш и уште, поезијата во диалог со музиката, која ја нагласи врската помеѓу поезијата и музиката, како што таа врска е потенцирана и во мотото на годинешното издание – ритамот на стихот, ритам на животот. Фестивалот традиционално ќе заврши со поетско читање во Скопје, кој ќе се одржи денес во Дауд Пашиниот амам со почеток во 20 часот и 30 минути. Заврши и Вевчанско лето 2022. Истото беше во организација на Сдруженијето за афирмација на туризмот, културата и културното наследство Вевчани Турист Инфо, а под покровителство на општина Вевчани. Од 15 јули до вчера Вевчани дишеше во ритамот на културата, спортот, уметноста. Вевчани беше мегдан на богати музички, културни и спортски збиднувања на кои можат да позавидат големите градови. Театарски представи, ликовни изложби, концерти, спортски настани беа дел од Вевчанско лето 2022. Со настанот Ноќ спроти Илинден, вечер на етномузика и поезија, беше одбележан големиот македонски празник Илинден. Со програмската содржина Вечер на непокорот се одбележаа 35 години од Вевчанскиот случај, датум кој ќе биде за секогаш запаметен во вевчанската историја. Од 15 до 19 август, традиционално по 12 пат во организација на културно-метничкото друштво Дримкол, во очи вевчанската слава Преображение Христово, се одржа големиот фестивал на народна култура Пображење Вевчани. Богатата програма беше заокружена со синокешниот настап на хорот на Базелската катедрала од Базел, Швајцарија, со што беше завршено годинешното Вевчанско лето. Центарот за развивање на животни вештини Brain o Brain при Црвен крст Охрид започнува со уписи на нови деца од 4 до 14 годишна возраст. Започнуваат уписите за Центарот за развивање на животни вештини Brain o Brain. Заинтересираните дечиња од 4 до 14 години ќе ја следат интернационалната едукативна програма преку која ќе имаат можност да ги стекнуваат, развиваат и потврдуваат своите способности. Концентрација, меморија, нумерички и вербални вештини, способности за учење, креативност и имагинација, лидерство, самодоверба, визуализација и решавање на проблеми. Пријавувањето е на телефоните 046 26 19 09 или на 078 22 74 33 на имейл адресата на ohrid@redcross.org.mk или во просториите на Црвен крст Охрид започнувајќи од денес 29 август, секој работен ден од 8 до 16 часот. Детални информации на оваа програма заинтересираните ќе можат да добијат на отворениот ден за БОБ програмата, која ќе се реализира на 17 септември во сабота од 10 до 12 часот во просториите на Црвен крст Охрид. Ново поскапување на горивата. Бензините поскапуваат за 0,5 денари за литар, а дизелот за 3 денари за литар. Ова се новите цени на горивата кои ќе важат од ноќеска на полноќ. Еуро Супер БС 95 ќе се продава за 89,5 денари за литар. Еуро Супер БС 98 ќе чини 92 денари за литар. Цената на еуро дизелот се покачува за 3 денари и новата цена ќе изнесува 101,5 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство ќе има повисока цена за 1 денар и ќе изнесува 97,5 денари за литар, а килограм мазут ќе се продава за 53,955 денари. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Високиот представник на Европската Унија за надворешни работи Жозеп Борел изјави дека целосната забрана за влез на русите во ЕУ не е добра идеја по медиумските извештаи дека земјите членки се подготвуваат да го суспендираат визниот договор со Москва.
Тој рече дека некои процедури за издавање визи за одредени групи руси треба да се ревидираат, но отфрли целосна забрана. Идејата за ограничување на влезот на руските туристи во ЕУ се појави неодамна, откако некои земји беа сведоци на доаѓањето на русите на летен одмор преку соседни земји на ЕУ. Виза издадена од било која земја овозможува пристап без пасоши до сите 26 членки на Шенген зоната. Министрите за надворешни работи на ЕУ се подготвени да дадат политичка поддршка за суспендијата на дводневниот неформален состанок во Прага во вторник и среда, објави британски весник, цитирајќи тројца представници вклучени во разговорите. Десетици илјади лица денес се евакуирани од југозападна Кина во побезбедни области, бидејќи се проценува дека областа погодена од топлотен бран и суша во поголемиот дел од летото сега е во опасност од поплави поради обилните дождови. Кинеската метеоролошка служба прогнозираше дека силните врнежи од дожд во делови од провинциите Сечуан и Чонгкинг ќе се задржат најмалку до вторник, пренесуваат американските медиуми. Во Чонгкинг, меѓу град изграден на ридско подрачје, за денес и за утре издадено предупредување за опасност од поплави. Властите од вчера вечер на побезбедни места веќе евакуираа 61.000 лица. По 180 години откако беше прогласен за прекуморска територија на Обединетото кралство, Гибралтар денеска официјално доби статус на град. Британската прекуморска територија аплицираше за статус на град претходно оваа година како дел од платинестиот јубилеј на кралицата, но кога истражувачите го разгледаа, Националниот архив открија дека тој веќе бил признаен како град во далечната 1842. Гибралтар практично е повторно потврден како град, што британскиот премиер Борис Џонсон го опиша како огромен комплимент која слави богатата историја и динамика на ова место. Двајца пилоти на Air France се суспендирани по тепачка во пилотска кабина на лет Женева-Париз, изјави официјален представник на Air France. Летот продолжил и авионот безбедно слетал, а кавгата не влијаела на остатокот од летот, објаснил службеникот, нагласувајќи дека авиокомпанијата е посветена на безбедноста. Пилотот и копилотот се скарале веднаш по полетувањето, фаќајќи се за јаката откако едниот очигледно удрил во другиот. Екипажот интервенирал и еден од членовите го поминал остатокот од летот во пилотска кабина со пилотите. Авионот безбедно слетал во Чад, но во извештајот на БЕА се вели дека моторот можел да се запали. Air France соопшти дека истражува, синдикатите на пилотите на Air France истакнаа дека безбедноста е приоритет за сите пилоти и ги бранеа постапките на пилотите во итни случаи, пренесе денес РС. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Довидување.